Добар ден, јас сум Дијана Трајковска и денес заедно ќе ја поминеме лекцијата за паѓачки елементи во CSS. Паѓачките елементи во CSS се оние елементи кои што се прикажуваат кога ќе се постави глувчето врз нив, односно врз одредена содржина од веб страницата и тогаш се појавуваат паѓачките елементи. Бидејќи тие најчесто се појавуваат веднаш од елементот над кој што сме го поставиле глувчето, затоа тие се нарекуваат и паѓачки. Ова се сложени елементи и при нивното креирање треба да дефинираме. Најпрви, содржина за која што ќе се појави паѓачкиот елемент. Оваа содржина може да биде текст, слика или пак графичка комбинација од текст и графички елементи, при што се добива изглед како копче. Да речеме, тоа е при овој пример што моментално е пред нас. Второ, дефинираме ситуација кога ќе се појави паѓачкиот елемент. Како што е прикажано во нашиот пример, тоа е во моментот кога ќе се постави глувчето врз елементот. И на крајот ја дефинираме содржината во паѓачкиот елемент. Односно, што ќе се појави во моментот кога ќе се, да речеме, постави глувчето. Во нашиот случај имаме список од 3 линк. Па да го објасниме малку ова. Најпрви, содржина за која што ќе се појави паѓачкиот елемент може да биде текст, слика или друг графички елемент, како што беше претходно прикажано, да речеме копче. Тој треба да му укаже на корисникот дека тука има дополнителни информации. И ова е, ваша задача. Корисникот треба да препознае дека тука има опција за дополнителни информации. Ситуацијата која ќе се појави паѓачкиот елемент е што треба да направи корисникот за да дојде до дополнителните информации. Например, ако треба да го постави глувчето таму, тогаш станува збор за ситуацијата ховер. Инаку може да биде исто така и, да речеме, накликнување или пак нешто, или пак и некоја друга ситуација, меѓутоа ние во нашиот пример ќе разгледаме ситуацијата ховер. Содржината во паѓачкиот елемент може да биде дополнителен текст, слика, повеќе опции за избор и соодветно на секој од нив ќе имаме паѓачки текст, паѓачка слика или пак, доколку имаме повеќе опции за избор, паѓачко мени. Најпрвен ќе го разгледаме паѓачкиот елемент со текст. Како што е прикажано на примерот пред вас. Ова е изглед на еден паѓачки елемент со текст. Ние и досека работевме со дополнителен текст како информација и за во тој случај го користевме атрибутот title. Меѓутоа, за разлика од атрибутот title, каде што дополнителната информација се јавуваше во облик на најобичен текст на по бело квадратче, овде дополнителниот текст може да се појави во различна боја, да има во него различни елементи поинаку форматирани и исто така и може да се појави, да речеме, како што е овде случајот на црн правоаголник или пак во правоаголник во сосема различна во боја која што вие ќе ја поставите. HTML делот од паѓачкиот елемент со текст е следниот. Најпрвен дефинираме елемент за кој што сакаме да се појави, односно да се отвори дополнителниот текст. Во нашиот случај тоа е овој текст овде глувчето да дојде. И сега, доколку сакаме, ние овој текст го имаме дефинирано со елементот P, бидејќи целиот текст ќе биде доволно на било кој делче од овој текст да се постави глувчето за да се отвори паѓачкиот елемент. Доколку сакате само на одреден збор од текстот да се појавува оваа ситуација, тогаш ќе го употребите елементот span. Потоа дефинираме елемент во кој што ќе ја сместиме содржината што треба да се појави. Тоа е така наречен контейнер. И ние во нашиот случај имаме употребено елемент div. И тука е сместен дополнителниот текст. Дополнителниот текст за нашиот пример ќе биде, ова сакам да кажам, треба повеќе да се чита. И на крајот, и двата елемента, значи и оној за кој што ќе се појави содржината и содржината, ги ставаме во нов контейнер, тоа е повторно елементот div, и целта е за да можеме правилно да го позиционираме паѓачкиот елемент. Значи, сите својства за позиција што сакаме да ги има паѓачкиот елемент, ги дефинираме за овој div, односно ги дефинираме во класата dropdown, за која што гледаме дека е доделена
на овој елемент. Како и во сите претходни примери, така и во овој, како што може да забележите дека делот head е оставен празен и тука треба вие да ја вметнете референцата до CSS фајлот, кој што понатаму ќе го изработиме, за да можете да видите во целост страницата што ќе биде дадена како пример. Во екстерниот CSS файл го дефинираме изгледот на паѓачкиот елемент. Во овој случај паѓачкиот елемент со текст. Ќе употребиме две класи и една псевдокласа. Во класата dropdown ќе дефинираме најпрвен position relative, затоа што сакаме содржината од паѓачкиот елемент да се појави веднаш од елементот за кој што ќе дефинираме дека треба да се постави глувчето. Понатаму, пак за него ќе треба да дефинираме position absolute. Овде ја разгледуваме класата dropdown content, каде што ја го дефинираме изгледот на содржината од паѓачкиот елемент. По дефиниција, оваа содржина е сокриена, затоа имаме display none, а ќе се прикаже само ако е исполнета ситуацијата што сме ја поставиле, а ние имаме поставена ситуација. Ќе поставиме веќе понатаму ситуација hover. За овој елемент го дефинираме својството position absolute и сега минимум height е поставено на 160 пиксели, значи минимум 160 пиксели ќе биде широчината на содржината кога ќе се појави, односно позадината на која што ќе се појави. Доколку сакате ширината на паѓачкиот елемент да биде иста, да речеме со оној елемент врз кој што треба да се постави глувчето, тогаш ќе треба да можете да поставите white 100%, и за да се избегне скролање во мали прозорчиња се додава overflow out, значи да се прошири надолу колку што ќе биде потребно. Инаку во оваа класа имаме употребено и едно својство кое што досега не сме го спомнале, а тоа е својството box shadow. Ова својство е употребено наместо својството border, бидејќи со него се добива изглед на картичка. Кога ќе завршиме со објаснување на сите класи кои што ни се потребни за основниот пример, ќе се навратиме и ќе го дообјасниме ова својство со сите негови вредности. Следно ни е дефинирано на ситуацијата кога што ќе се појави паѓачкиот елемент со текст. Тука имаме дефинирано класа dropdown, во одредена ситуација класа dropdown content. Односно, за елементот на кој што му е доделена класата dropdown, во ситуација кога е поставено глувчето, значи hover, ќе важи класата dropdown content. И така ќе добиеме да при поставување на глувчето се појави онаа содржина што е поставена автоматски да биде скриена. Да го разјасниме малце својството box shadow. Значи, рековме, ова својство ќе даде изглед на картичка, значи како некоја површина на која што ќе се прикаже целиот текст што ние претходно сме го задале. Ова својство има 5 вредности, од кои што 2 се задолжителни, а останатите 3 опционално може и не мора да ги зададете. Првата вредност е хоризонталното поместување. Позитивна вредност ја поместува сенката во десно. Следната вредност е вертикалното поместување, во овој случај ставено 8 пиксела, и позитивната вредност поместува надолу. Соодветно, негативните вредности, на првото ќе поместува налево, на второто ќе поместува нагоре. Следните 3 вредности даваат замачкување, тоа е blur, расширување, односно spread, на колкава површина да се расшири сенката, и последната е бојата на сенката. Оваа вредност можеме да не ја зададеме, како и претходните две, и во тој случај сенка ќе има и ќе биде со иста боја како што е и текстот. Сите овие информации ќе можете да ги поминете со пример во кој што ќе креираме нов HTML и external CSS файл со кодот од претходните слайдови. Откако ќе ги искреирате, ќе разгледате добиената страница. Понатаму за вежба ќе поставите различни вредности за својството box shadow и така ќе разгледате како тоа всушност работи. Целта на ова е да во случај кога ви треба
точно определен изглед како најбрзо да дојдете до него. Откако ќе го разгледате својството Box Shadow, ќе го форматирате паѓачкиот елемент според вашата желба. А потоа, содржина на тој паѓачки елемент ќе поставите да биде слика по ваш избор. Инаку, при испраќање на задачите, треба да ги испратите и сликите што ги користите, за да може таа правилно да се отвори. Со ова завршуваме со паѓачките елементи со текст. Веќе во следната презентација ќе видиме и кои се другите опции што може да се појават како паѓачки елементи. До тогаш, пријатно!